Целта на кампањата на невладината организација Цивил е едукација и информирање на граѓаните за своите гласачки права на предстојниот референдум, поддршка на граѓаните да бидат послободни и понезависни во донесувањето на одлуката за предстојниот референдум, лоцирање на виновниците за ширење на говор на омраза, остварување на неприкосновеното право на глас на граѓанките и граѓаните е главната цел на новиот проект на невладината Цивил, кој денеска беше промовиран пред Прилепчани. Дециден став на Цивил Центар за слобода е дека граѓаните го имаат правото самостојно да одлучуваат, да не дозволат никој да манипулира со нивните ставови и да го искажат својот став за или против на 30-ти прашањето кое е поставено на референдумот дали се за зачленување во Европската унија и НАТО со прифаќање на договорот меѓу Република Грција и Република Македонија. И токму затоа чувствувавме потреба првин да го изнесеме нашиот дециден став, дека токму затоа што ќе го мониторираме денот на референдумот, како што го мониторираме и сиот овој предреферендумски и постреферендумски период, дека ќе се обидеме како и досега надпартиски, неутрално и објективно да го наблюдуваме целиот процес. Разговараме со граѓаните и им овозможуваме да го искажат својот став преку пишување на нашиот символичен зид или со вметнување на нивните ставови во нашата символична гласачка кутија. Гласачите на референдумот треба да направат информиран избор, истакна од Цивил, независно од притисоците на поединци или групи. Општеството е антагонизирано, дебатата за референдумот се одвива засега на цивилизирано ниво, но постојат одредени структури кои се обидуваат преку лажни вести, преку спинови, преку црна пропаганда и јазик на омраза, дури и повикување на насилство, да се обидат да влијаат врз граѓаните тие да ја изменат одлуката или воопшто да не гласаат. Цивил Центар за слобода смета дека бојкотот не е решение, дека општеството треба да се спротивстави на ваквиот начин и на овие структури заради тоа што тоа нивното однесување, јазикот на омразата, притисоците врз граѓаните не се изнесување на политички став, туку обид за дестабилизација. Инаку невладината Цивил ќе го мониторира референдумскиот процес и самиот ден на гласањето со над 120 наблюдувачи. Проектот Гласам значи постојам е поддржан од амбасадата на САД во Скопје.